Почитувани гледачи, добродојдовте во уште една епизода на подкастот Go Rural, кој што го спроведува локалната акциона група Плачковица, кој што е европски проект поддржан од страна на проектот од фарма до Вилјушка и го спроведува мрежата за рурален развој на Македонија. Аларм во 6 или без аларм? Аларм. Планина или езеро? Планина. Утринско возење или вечерна тура? И двете. Еден збор за конче. Прекрасна природа. Лешник во чоколадо или суров? Суров. Ако не бевте градоначалник, што ќе бевте? Па таму од кај што дојдов. Опишете го конче за 10 години од сега во една реченица. Природно убава општина со сета инфраструктура во нејзе. Рачна работа или механизација? Механизација. Најважна особина за да се биде градоначалник? Честност. Најбрза одлука што ја имате донесено во вашиот живот? Па, да бидам искрен, не донесувам брзи одлуки. Најбрза одлука, најмалку се размислував да купам велосипед. Како и секоја епизода, имаме интересни соговорници. Можеби денешниот наш соговорник ќе биде за моје особено задоволство еден особено исклучителна личност кој што е интересен за дискусија и за разговор. Мој денешен гостин е пред се потекнал од земјоделско семејство, значи со земјоделството и производството на храна уште од мала возраст, спортист, авантурист, а моментално ја извршува функцијата и актуелен градоначалник на една мала, но прекрасна општина, општина Конче. Господин Ристов, добро вечер. Добро вечер и благодарам на поканата да бидам ваш гостин. Наистина ми е драго што се озвате на поканата и имам стварно особена чест да бидете гостин во подкастот Go Rural. Би сакал да разговараме за многу работи, како што најавив, би почнале прво од вашето, да речеме, искуство како земјоделец или потекно вашата потока од земјоделското семејство. Може да се присетите на вашите, да речеме, помлади денови, како беше кога се одгледуваше земјоделство, како се растеше во едно земјоделско семејство. Точно така. Ке кажам дека и во вашата најава, значи, го кажавте се она што е точно за Златко Ристов. Точно е дека потекнам од земјоделско семејство, точно е дека се уште и се занимавам со земјоделие, би кажал не толку професионално, меѓутоа од срце го работам тоа што го работам. И точно е дека од мали нозе уште, од кога знам за мене, се занимаваме како фамилијарно, така можам да кажам сега во последните неколку години, деценија и неколку години. Значи, со задоволство ќе кажам дека одгледувам лешник, значи во општина Конче прв, не знам во Радовиш, меѓутоа во општина Конче сигурно сум меѓу првите и со задоволство го правам и ќе продолжам да го правам тоа. Баш тоа ме интересираше. Доминантно знаеме дека земјоделска дејност, односно култура која што се произведува на територијата на општина Конче е тутунот. Како се одлучивте да се смени ова, да речеме, клише или не клише, него да се смени ова култура, да ја замените ориентација да направите? И зошто? Идејата, како што споменав, значи од мали нозе, бидејќи таков ни е крајот, од претходно фамилијарно се занимававме со производство на тутун. Меѓутоа, моето прво вработување беше во Скопје и имав пријатели кои што се занимава како хоби, меѓутоа со огромни количини. Можам да кажем, бидејќи сепак потекнав од таков крај, ме интересираше што е тоа попрофесионално занимање со земјоделие
имав еден колега кој што имаше неколку, мислам дека 8 или 10 хектари овоштарство, меѓу кои имаше и поголем насад на лештен. Значи, лештенот во Македонија е околу 20 на години. Значи, сигурно знаете, нели, тој потекнува, мислам, најголемо производство е Италија, па потоа второ Турција. Идејата прва ми беше од него. Значи, бев со него неколку пати кај неговите плантажи, ми се допадна професионално одгледување и така паднавме на муабет. Значи, по негов предлог, вика, знаејќи го крајот општина Конче, бидејќи во склоп на општината е езеро Мантово, знаејќи го податокот дека лешникот бара, значи, голема влажност и ми препорача да засадам. Првично засадив околу 5 декари. Значи, тој и луѓето кои што се интересираа за производството на лешникот во општина Конче беа импресионирани од начинот на прифаќање на тоа растение. И потоа, мислам дека после 6-7 години обновив, значи, нов насад и во моментот, можем да кажем, имам околу 15 декари или 1,5 хектар. И дали сте задоволен од производството? Да бидам искрен, сум презадоволен и количината, да. Видете, лешникот е јаткасто овошје, кој што за волја на вистината може да кажеме малку поедноставно за одгледување, како и за понатомошна манипулација. За разлика од другите видови на овошје кои што се задржителни, требаат специјални температури за одржување, ова е, значи, најбитното за него е постигнуваш идеалната, односно влажност на самиот плод и е спремен за понатамошно, да речеме, одржување, чување или складирање, да. Инаку, од самиот почеток кога почнав, ова поголемиот дел го знаат, сум првиот кој што пласираше како готов производ и не суровина. Не суровина, да. Значи, готов производ, печен домашен лешник, сигурно го знаете во изминатите неколку години. Да. Настапуваме на повеќе сајми организирани за домашна храна. И јас би рекол, значи, е одлична можност на сите оние кои што сакат да се занимаваат, а тоа го покажуваат и бројките, мислам дека сега не ме држите за збор, некаде околу 8.000 хектари, мислам дека станува збор за површина која што е насадена и ме радува тоа дополнително во Македонија, да. Ме радува тоа што секоја година из година, значи, се зголемува бројката, адаптабилен е на овие простори и сметам дека има добра иднина. Сега во моментов, да ви кажам, годинава, мислам дека го стигна оној износ според мене највисок, околу 300-310 денари, 320. Значи, зависност, сега тука морам да кажам, како и секој продукт, значи, лешникот се откупува врз база на рандаман. Значи, сега, некој што не знае, пример, кај некој лешник рандаманот може да биде 35%, кај некој може 40%, кај некој 40%, обично, кај нас од тоа што јас го имам увидено, секогаш е над 40, што е една, може да кажем, одлична бројка. Продажбата ме интересира, како оди? Лесно, тешко? Видете, продажбата, како што реков, значи како јас... суров и како готов. Јас претежно ја вршам од куќен прак. Значи, како готов производ по нарачки, сега во денешно време е лесно. Значи, брза пошта, доставуваш и не е проблем. А инаку, во изминатите 2-3 години, слободно можам да кажам, освен тоа што има и добра цена, значи има и екстра откуп. И голема побарувачка. Да. Имате ли на залиха? Мислам дека има уште некоја мала количина. Ова често пати го кажувам, значи од кога почнав со производството, знаеше годинашнава реколта да стигне до нареднава година. Година из година, значи тоа се намалува месец пократко, да. Сега мислам дека до крајот на февруари или средината на март завршува. Да.
Мислам дека одлично и во оваа прилика би сакал да кажам, значи сите оние кои што имаат намера да се занимаваат со овоштарство, ова е една идеална можност и прилика, бидејќи станува збор прегес како кажав, значи за овоше кое што не е толку нежно за одгледување и не калира, не се да. Отпорно е во поголемиот дел на оние мразиви, да речеме, знае ако бадемот, бидејќи рано царта, може да биде, во поголемиот случај, значи, народски кажено, ретко од 5 години, 1 година да имате можност да имате принос, за берба, така да во моментот, тоа што јас го познавам како стручност за одгледување на лешникот, мислам дека би можел некои 3-4 хектара слободно да се одгледа. Добро, колку време треба да речеме од подигање на самиот насад, нели насадите до првата берба, да речеме? Ете вака, во теоријата, значи, пишува дека лешникот после 5-6 година доаѓа во добра родност. Значи, меѓутоа кај нас имам видено првата година знаа да префрле да видиме, нели, ако имаш нарачено Тонда Джентиле дела Ланге, да видиш дали е тоа е сорта. Таа е сорта индустријска која што е бара индустријата, можам да кажем една од најбараните моделот на производството на кондитерски производители, сладки и друго. Дали се мотивираат другите, да речеме, тамо со граѓани ваши да подигнат насади? Па, мислам дека има, сега да не испадне дека јас се фалам, меѓутоа има неколку земјоделци кои што имаат подигнато по хектар, пола хектар и мислам дека, знаете, нашиот крај е познат по производството на најквалитетниот ориентален тутин. Во Македонија па и во поширо, може во Европа да се каже. Меѓутоа, сметам дека има услови, најдоброто е тоа што климатските услови се идеални. Значи, идеални и има доста заинтересирани, пак ќе кажам, значи неколку семејства кои што имаат подигнато, значи околу 10 декари, 5 декари, 6 декари. За култура што е, да речеме, нова кај нас е тоа идеално, а веќе знаете сигурно во југоисточниот дел има насади од неколку хектари подигнато и сметам дека ова гранка има иднина во Република Македонија. И мислите дека поготово за вакви рурални општини е одлична прилика да се потекне, да речеме, нели, и економскиот развој, да придонесе кон економскиот развој на самата рурална средина, општина, заедница, со примена нови вакви нови, ајде да не речем алтернативни, не се алтернативни, туку се нови сорти или нови култури кои што треба да бидат Па да, искрено од тоа го реков, значи од повеќето причини, бидејќи многу е битно, знаете, вие во изминатиот период имало луѓе, земјоделци знаат да, условно кажано, експериментираат. Да не спомнам некои сорти, ке се нешто што доаѓа од Јапонија, ке се значи цело време експериментираме. Ова сорт, мислам, овој вид на овошје е најдоброто е што е прифатен во природата, значи успева адаптивиране на нашите климатски услови. И медитерански вид кој што е тука баш на овие климатски услови. Најбитното од се е, значи, не е подложен на некои специјални услови на чување. Значи, можете овогодинашнава реколта, како што реков и претходно, достигнувате она задолжителна влажност, ја складирате и го чувате доколку во моментот, сега, овој месец, пример, февруар немате можност да го продавате во мај. Да, стои. Да, не за складирање, да. А ме интересира, околу трошоците, да речеме, дали е захтевен, не знам, заштитни средства, некои đубрива, фертилизација, посебен некој третман, да речеме, кој што дали е захтевен? Слободно ќе кажам, од сите врсти на растенија, значи, е најнеобврзувачки. Што тоа значи најнеобврзувачки? Ќе речам, например, лозовиот насад во годината заштита мора најмалку 5-6 пати, зависно се од временските услови, доколку е врнежливо, можеби, знам дека некои луѓе тоа заштита е прават на 7 или 10 дена. Кај лешникот има одредени
штетници, би ги рекол, инсектициди, значи мораш еднаш до два пати третман. Кај мене заштитата со пестициди и инсектициди е минимално. Настојувам, значи прехраната ја вршам исклучително, значи органски. Купувам арско ѓубриво, претежно, значи прехраната ја правам со арско ѓубриво и тоа, знаете, еднаш ако го нанесеш, има можности да дава храна некои 2-3 години. Така да настојам во овој дел и ќе се согласите и вие само, значи квалитетот е неопислив. За вкусот да, мислам кој што го дава, дури имам и помислење дека толку е добра подлогата во општина Конче да квалитетот на конечкиот лешник вашиот и други кои што имате е многу подобар за разлика од некои други региони. Во една прилика, значи имав гости од Италија, луѓе кои што беа заинтересирани за поголеми количини. Нивните мерења и од утврдувањето на лице место, тоа ми го така пренесоа. Вика, лешникот бара висока воздушна влажност. Тоа го спомнав и прегеска. Ние тука го имаме езерото Мантово, Кој што задржува влага. Да, кој задржува влага и е одлично за фактички да врши прехрана самото растение преку листот. Така. На тој начин мислам дека пак ќе кажам, има светла иднина лешникот и не случајно, сега не знам дали да спомнам неколку големи компании кои што прегеска кажав, значи станува збор, значи имаат закупено илјадници хектари. Не ги спомнувам по име, ама тоа укажува дека освен тоа дека е адаптиран како растение, значи дава одлични како култура, одлични резултати и мислам дека има одлична иднина. Това е добро да се слушне, значи ова може да го поттикне економскиот развој на една мала средина многу брзо, речеме, или да го придонесе кон економскиот развој. Добро, покрај лешникот, да речеме, кои култури се најден го застапи, не нели спомнавме, на други култури кои се произведуваат на територија на општина Конча? Значи, освен лешникот и, како што спомнавме, и тутунот, тука се останати видови, значи имаме слива, од овоштарството јаболко има дел, Градинарски култури? Да, градинарски култури и житарици. Да. Супер, одлично, значи за кога сме веќе кај храната, значи тај малку да кажеме нешто и околу туризмот. Значи, ова може да измаме и туристи да дадат посетители, да пробат, да речеме, лешник на лице место и други производи. Како стоиме на полето на туризма, да речеме, општина Конче? Па видите, како рурална општина, има луѓе кои што, сега сакат природата, ги сакат овие мали општини. Во делот на туризмот, да бидам искрен, правиме максимални напори. Како што реков, има луѓе кои што го сакат оној рурален потенцијал. Во оваа прилика би сакал да кажам, имаме неколку семејства кои што веќе се иселени, значи од поголемите градови, тука се дојдени, тука живеат. И сега дел од тие луѓе се малку повозрастни, дел се средновечни, меѓутоа сметам дека имаме потенцијали и капацитети, а секако мора апсолутно да се работи на оваа тема, овозможување повеќе услови и така да. Вие сте иницијатор за една манифестација која што се вика Авантурите на Конче и Мантово, односно Велофест Конче, која започна пред 3-4 години. Пред 4 години. Да. Кој беше мотивот за една ваква иницијатива и која што веќе се надам дека ќе биде и традиција? Во претходните прашања со вашата колешка спомнав дека, значи, во самото доаѓање тука и се јави потреба, значи во природата не можеш да уживаш сам, значи треба да имаш интеракција некаква со природата. Значи прво пред извесен период влегов условно кажано во друштво кој што се поголемиот дел велосипедисти. Да. И на еден настан во потпишување на меморандум за соработка со соседна Грција, значи имаше услови и можности да се потпише меморандум за одделот на спортот.
и туризмот. И туризмот, да. проект, да, прекуграничен. Прекуграничен проект со Република Грција. И од тоа што го имаше како проекција, јас и мојот тим избравме, значи, го избравме тој проект и сметам дека немаме воопшто сгрешено, бидејќи, како што кажав, откога се приклучив на овој спорт, не знаев многу за него, меѓутоа со текот на времето, од разговори со луѓе и лица кои што тоа го правеле со децении наназад, увидовме дека нашата општина идеална е, значи, за овој вид, на туризам, на спорт. Го направивме, значи, првата година беше 2022-та, како што спомнавте и вие, значи тогаш беше целосно под покровителство на Европската унија. Целиот проект, можам да кажам, можеби беше велосипедски настан со најголеми размери во Источна Македонија. Значи, имавме повеќе од 250 посетители, учесници, велосипедисти. Сега, во тој период, она што го знам како слабост, да го кажам, ни беше буквално во планот и програмата имавме да бидат опфатени со целава рута сите населени места. Е сега тука имавме, не знам дали ќе се досетите, имавме еден мал проблем, значи искачувањето на село Горни Липовиќ. Да. А инаку самиот проект, значи, продолжи секоја година, значи, имаме се повеќе и повеќе учесници. Самиот настан го организираме, значи, на локалитетот Влашки коливи, едно прекрасно место, се надам дека сте били. Да. И тоа што ме радува, значи, од година во година секогаш имаме повеќе и повеќе новитет, значи, воведовме еден новитет, бидејќи за време на аплицирањето на самиот проект замислен беше самиот настан да се случува за време на прославата на празникот на општината. Меѓутоа 12 јули малце за овој спорт беше така. Може да се каже малку повеќе чешко. Тоа што направивме промена, значи од последнава година, односно од лани, 25-та година, во календарот на велосипедски настани го резервисавме мај. Значи, ако не се лажам, првата недела од мај, да. Ланскава година помина прекрасно, значи во убавините што ги нуди општина Конче, живописна, зеленило. Значи, воведуваме новитети. За ланскава година можам да кажам, значи воведовме искачување на познатата Чука, локалитетот Чука или Трескавечка Чука, што викат народски кај нас. Одлично, значи имаше содржини кои што на самиот локалитет може да се видат од страна на посетителите, на велосипедистите. Би кажал дека буквално сите оние спортисти кои што се занимаваат со овој спорт, без разлика на тоа дали станува збор да треба да допатуваат од 200 км, карикирано од Тетово, Струга, Охрид или Прилеп, значи доаѓат и уживаме во беспрекорната убавина. Ќе има ли ова година? Секако да. Пак ќе биде тука? Па мај сега точно, не знам од календарот, мислам дека првата недела се поклопува празникот што е државниот 1 мај, а мислам дека би можело недела покасно. Нешто меѓутоа останува традиционално мај. Организацијата ќе биде во мај. Знам дека таму нели се организира тоа на Манто. Каков потенцијал носи Манто за во спорба нели со туризмот? Манто, значи, би можел да кажам слободно, значи има одлични можности. Сигурно знаете, во моментот во Манто има околу 200 викенд куќички. Сега ние настојуваме во рамките на нашите можности како локална самоуправа да инвестираме во делот на инфраструктурата. Еве годинава имаме предвидено во делот на манастирот Свети Ѓорги, значи уредување на пристапна патека и континуирано вршиме, значи инвестиции, имаме планови годинава, опфаќаме урбанизација на поголемиот дел кој што не е урбанизиран. Се надам дека имаме законски проблеми, се надам дека во иднина би можеле и да пристапиме во продажба на градежни парцели, бидејќи има преголем интерес.
Еве годинава, можам да кажам, во прилог ми оди и времето. Слободно можам да кажам дека ако еве хипотетички езерото беше празно 9 метри, веќе до овој момент знам дека околу 3,5 метри во искачување, значи се временските дождоите и ситуацијата беше очајна. Ланската година беше значи на оној што го викат еколошки минимум и сметам дека сепак е една слика, знаете како тоа езеро е некаде околу 40 и неколку години и самото по себе значи се настанува оној негатив кој што се надополнува со земја и ова и капацитетот се намалува, меѓутоа ова радува и сметам дека еве и ќе не послужи среќа ако продолжи овака, се надам дека наредниве неколку години ќе немаме во овој дел на самото езеро, значи проблем. А ако сместувачките капацитети како стоиме? Мислите, значи во самиот дел, значи на оваа езерскава населба, и има веќе викендички кои што нудаат, значи сместување. Меѓутоа не би можел да кажам дека се тоа премногу, како што споменав пред малку, имаме во делот на оној кој што е урбанизиран, значи имаме неколку предвидени маркици за сместувачки капацитети. Годинава, еве да кажам, тоа си го ставивме и како приоритет, значи да ни биде во самата програма. Се надам дека има многу капацитет, односно има капацитет и како има капацитет Мантол, меѓутоа да бидеме искрени, мора да има и инфраструктура. Имаме замислено да се овозможат, освен тоа што има маркици за продажба на мотел, значи има услови за кампинг зона, значи поголемиот дел и сметам дека има капацитет и секако ние сме тука во рамките на можностите ќе прави. А дали се размислува да речеме нешто како селски домакинства кај што ќе можат некој да е во некој од селата, има ли такви, не сега за Мантол, него другите населени места, да дојдат некои гости и да можеме да седат, мислам да се сместат и да уживаат? Искрено има луѓе кои што имаат капацитети, меѓутоа морам да видам искрено во овој дел не сме многу развиени, односно за разлика, збориме сега за езеро Мантово, тука има неколку капацитети, луѓето веќе по приватни линии се организираат, се изнајмуваат, да речеме во летниот период. Меѓутоа во нашите населени места има капацитети, луѓето се уште не е развиено, да бидам искрен, значи не е развиено, меѓутоа има, преговаравме со неколку луѓе кои што имаат и услови, и можности, и капацитети. Како можност постои, значи ќе треба помош, апсолутно. Локалната самоуправа ние и самите граѓани, значи се треба иницијатива. Иначе од тоа што секојдневно го гледам со граѓаните, со луѓето кои што прв пат доаѓаат, значи се импресионирани од прекрасната природа. Сега тоа оде едно со друго. Морате да инвестирате. Значи патна инфраструктура, во оваа прилика би сакал да кажам, значи има одлична соработка со централната власт. Годинава е ставена на приоритет самиот регионален патен правец. Сигурно знаете, тој патен правец е од некаде од 50 на години. Има некоја реконструкција, мислам дека пред 5-6 години, меѓутоа тоа не е доволно, не е патот стандардизиран во две насоки за да може во тој поглед, меѓутоа ќе започне ли таа реконструкција? Да, се надам дека апсолутно претходно оде тоа е проектирање, тоа не е основни проекти, и се надам дека за година две општина Кончи може да добие значи нов реконструиран, проширен патен правец регионален. Колку ќе значи тоа и за економскиот развој на самата општина, па и за искористување на туристичкиот потенцијал? Па видете, според мене мислам дека тоа е основата. Бидејќи во изминатиот период додека значи како градоначалник со остварените контакти со неколку бизнисмени, представници од приватен сектор, прво и основно е значи патната инфраструктура. Знаете, за да има било каков капацитет, потребно е да има сообраќајна комуникација. За да има сообраќајна комуникација, значи треба да имате добри услови. Да.
Предизвик ли е да се донесе, да речеме, инвеститори, еве сега ги спомнавте, да речеме, некој да отпочне бизнес во една таква мала рурална средина и да ги најдете тие луѓе? Видете, во да сега од онаа што го имам како искуство, значи во изминатите 4 години, апсолутно дека е предизвик и е реално остварливо. Меѓутоа, знаете, треба основни услови кои што треба да се овозможат. Еве, ќе откриеме на тајна, значи преговараме со нашите посилни и поголеми општини, со Струмица, со Штип, со Радовиш. Приватниот сектор, значи, има потреба од работна рака. Во оваа прилика ви кажал дека ние од општина Конче имаме околу 50 вработени кои што работат дел во Струмица, во Тирзоните, дел во Штипе. Сега И во Радовиш. И во Радовиш, да. Секој сака, значи, да е на 5 минути од својот дом. Значи, скратуваш со тоа. Јас во изминатиот период имам остварено многу контакти, меѓутоа, како што спомнав и претходно, неопходно е, значи, потенцијал. Треба пред се да има, прво треба да бидеш конкурентен, да имаш можност да понудиш, како што реков, значи, патна инфраструктура, да Значи, инвестиции во инфраструктурата се неминовни. апсолутно, Да. Може ли општина Конче сама да ги направи тие? Видете, станува збор за, да видам искрен, за големи суми. Тоа е 22 километра патна инфраструктура е тешко. Би можела општина Конче, меѓутоа да треба да одделиш 10 години за да инвестираш. Меѓутоа, тука е државата секако. Во делот на она што е локално, во секој случај, значи, инвестираме, и вие сте сведоци, знаете, буквално се врши инвестициски бум во делот на она што е ингеренција на локалната самоуправа. Меѓутоа, како што реков, најбитното за нас како рурална општина е поврзување со поголемите, бидејќи ние сме обкружени со ти 4 поголеми општини, како што реков, Струмица, Штип, Радовиш, доминантни. Сега не сме оддалечени кој знае колку во километри, меѓутоа сепак тоа би требало да биде попристапно, поедноставено и подобро. Се сега на тема, друга малку да начнеме, миграцијата. Како да ги задржиме луѓето во руралните средини? Спомнавте дека имате случаи неколку кои што се вратиле, повратници, дури некои кои што и не се жители претходни на општина Конче, туку од скроз други општини дошле. Имате некои случаи, ми кажавте интересни примери. Како да се справиме со миграцијата? Видете, во рамките на можностите на локалната самоуправа, значи, би почнал најпрви онаа социјална политика која што ја водиме, може да кажем слободно, и сме лидери во Република Македонија, во делот на задржување на граѓаните кои што се родени, кои што живеат и со единствена цел да останат тука да живеат. Како што реков, максимално правиме максимални напори. Во делот на социјалната политика, значи, рекордери сме во доделување на еднократна парична помош за новороденче. Во оваа прилика би сакали да кажам дека за прво новороденче доделуваме 20.000 денара, за второ 40, за трето 60.000 денара. Тука е исто така мерката склопен брак по прв пат за лица кои што наполниле 35 години. Годинава, значи, можем да кажем, зголемена таа бројка, односно одвојуваме 120.000 денара за лица кои што се одлучува, значи се родом условно од општина Конче, и кои се одлучени, значи, кои што склопуваат брак, и еднократна парична помош и даваме на сите лица по 120.000 денари. И исто така новитет е годинава и за лица кои што не наполниле, тоа е 30.000 денари, значи кои што до 35 години. Да. До 35 години. Да. И нудели, резултати има ли од тоа? Во изминатите 4 години, мислам дека има резултати. Се тоа не се резултати експанзија, меѓутоа мислам дека околу 6 брака или колку е, сепак
сумата не е кој знае колку, меѓутоа сепак не е и за подценување. Пак како што кажав, значи сме лидери во Република Македонија. Иновативен пристап, да речеме некој, да. Знам има еден тренд, поготово од општина Конче, поготово луѓето, посебно младите ќе земам, не само нели возрастните, сакат кога размислуват, има еден тренд да се селат во Струмица, во Радовиш. Знам дека тоа е традиционално историски е проблемот тука, нели, каде што инфраструктурата можеби последните не 10-15 меѓутоа можеби треба да се направи инфраструктура пред 30 години или 40 години за да може да останат таму да живеат. Што може да им помогне исто општината доколку сакат да отпочнат и собствен бизнис таму, да речеме? Покрај овие мерки нели за скупување на бракови. Ке се согласам со вас, значи, тоа е некој тренд кој што не само руралните општини, туку и малку поголемите, да, и градовите, знаеме ние дека поголемиот дел граѓаните помладите од Радовиш се селат Штип, Струмица или Скопје, да. Тоа е еден тренд за жал кој што меѓутоа сметам дека сето тоа се должи на ненавременото однесување на, да бидам искрен, на политичарите, значи сега политичарите треба да преземете одговорност. Апсолутно, да. Видете сега. Во моментот ќе зборам за општина Конче. Во моментот, значи збориме за децата. Нашите деца имаат услови, значи да спортуваат, да изберат. Дали да одат во борички клуб, дали да одат во фудбалска школа, кој што ние од ланскава година, дали да одат да посетуваат културно-уметнички друштва. Да бидеме искрени, во минатите 10, 15, 20 години не е имало можност. Да. Реално. Сега, тоа го кажавме, сите оние нужни потреби кои што се да се развива едно дете, значи во моментот ги имаме и апсолутно ќе продолжиме да ги поддржуваме. Другата работа, реков, значи што е многу битно, ние пред, јас ако се досетам наназад 20 на години, во зимскиот период имаше моменти кога нашиот крај беше буквално одсечен од немање можност да пристигнеш. Снег, значи ќе наварне во зимски услови. Да. Пред 20 години немаше во моментот да речеме превоз има на секој саат, 2 сати. Значи од секое населено место има минимум 4 релации дневно. Значи јавен превоз. Јавен превоз, да. Добро. Тоа не беше случај пред 15-20 години. Сега реков, значи во делот на отварање, креирање нови работни места. Во годинава не успеавме, меѓутоа, тука јавно ќе кажам сега во вашето студио, значи на план е наредната година исто стимулација на лица кои што имаат намера да отворат, да речеме, свој собствен бизнис. Има капацитети, сега пак кажувам, значи задолжително е помошта од локалната самоуправа, каде значи со запознавање, со нудење на можност. Едукација можеби. Да. Оти не е нели бизнис да се отпочне, треба малку и едукација кај што може да се младите наведат на таа проблематика. Да. Каде гледате вие? Кои се според вас досега најуспешни проекти кои што ги има општина Конче? Јас ќе кажам индивидуални проекти. Може би, во моментот не ви рекол некои индивидуални, колективни проекти кои што се во функција на сите граѓани. Можам да кажам во изминатите 4 години во делот на инфраструктурата се реализира навистина многу. Споредбено можам да кажам во 15-20 години уназад не е реализирано толку колку што во изминатите 4 години. И сметам дека како да го кажам тоа, секој граѓанин треба да има, значи, уличка, пат, пристап, да. Значи основните тие се вода, за жал, да, вода, да. Ние од 7 населени места, значи можам да кажам веќе скоро сите 7 населени места се поврзани со канализациони кракови.
Значи со инсталација комплетна. Од поланската година почнавме да инсталираме прочистителни станици на апсолутно грижејки, водејќи грижа, позначени проекти, значи, буквално водевме грижа во секое населено место. Дали станува збор за спортски објекти, дали за објекти за млади, за рекреација, дали, значи, детски катчиња. Буквално водевме грижа во секое населено место, значи да има содржина. Да. За да може, нели, да се подобрат условите за живот во самите семји. Апсолутно, да. Што мислите за руралниот развој? Колку треба сите да се залагаме, колку треба сите да посветиме? Не може еден човек да го носи руралниот развој. Значи не може градоначалникот, не може само општината. Апсолутно. Видите, руралниот развој е материја која што треба посветено работење. Значи не само еден човек, како што и самите рековте, треба да има луѓе кои ќе се вклучени, кои што ќе вршат едукација. Според мене, мислам дека руралниот развој има иднина кај на себе во општина Конче, меѓутоа пак ќе бидам искрен, морам да работиме многу. Што фали? Што фали конкретно? На иницијативи? Мислам дека фали иницијатива, значи вклучување на младите, не на младите, на сите граѓани, да и просто да едноставно да може секој да се пронајде, нели, кај може да има услови, значи, за рурален туризам. Како што спомнавме. Значи, има услови за производство на храна. Да, за производство на храна е еден позитивен пример. Сега, освен тоа што јас го кажав, дека, значи, од незнаење, буквално, условно така кажено, од незнаење, значи, секоја година до 2000 килограми, значи можеш да произведеш во една општина квалитетен продукт и да го пласираш без проблеми. Сега зборувам само за еден продукт. Втора иста ситуација, сигурно знаете, имаме човек кој што се занимава со сушен зеленчук и овош. Одлична работа, значи би можел да кажем одличен бизнис. И сега тука ќе кажам, знаете, малите општини се секогаш во сенка на поголемите. Ние, во Радовиш имаме поголеми преработувачки капацитети. Јас сум остварувал контакти, значи контактирам секојдневно. Некако на бизнис секторот му е полесно. Пак кажувам, таму кај што е најдостапно до експресен пат. Пак ќе се завратим, инфраструктурата, пристапниот пат. Тоа е број еден ако сакаме руралната средина. Значи, од пристапни патишта до, не знам, енергетска инфраструктура, па до, нели, водоснабдување, да ги задоволиме основните потреби. Може би да речеме, разговаравме на прилика, Конче нема можност за оптички интернет. Кој што знае дека сега живееме во современо општество, ако го немаме тоа како инфраструктура, не можеме ние да планираме некое одржлив локален развој. Која е визијата на господин Златко Ристов за наредниот период? Што би требало да се сработи во Конче? За крај да затвориме. Дека дел кажав од она што е, значи повторувам, за да бидеш конкурентен на пазарот, мораш да си доволно пристапен. Така. Значи, моја визија е тоа, на еден начин го внесовме во програмата, мораме сите расположливи капацитети, значи да ги понудиме на граѓаните, на бизнис секторот, имам идеја, значи имаме одлични можности, тоа го реков, значи имаме расположлив работоспособен кадар, кој што јас и на самиот почеток од 2021-2022 година остварив контакти со поголем дел луѓе од бизнис секторот, меѓутоа тогаш имаше енергетска криза, еден лош период, пандемијата после енергетската пандемија, па еден тежок период, сега се надевам дека имаме голема стабилност во овој дел. Она што сакам да го кажам, значи морате да дадете конкретна понуда кај
понуда За кај инвеститорот. за инвеститорот. Тој прашува што имате, што нудите, во моментот веќе имаме на располагање индустријска зона, тука ќе откриеме еден дел, значи комплетно правно, значи подготвување на документација за понуда на бизнис секторот. Карикирано, одреден конфекционер, значи имам потреба од карикирам 100 работни места, да. Сега истите тие е тешко да ги организираш од да отидат 70 километра или 60, кај да е, за таа сметка, значи овозможуваш во самото место на живење, му даваш услови идеални, значи конкурентни услови, така кажано, ми им даваш на бизнисмените и едноставно на тој начин мислам дека со возможување услови да секој еден инвеститор да конкретно ви кажал еден пример од тоа што и веќе имам разговарано за да отвори нов погон еден бизнисмен кој што да речеме работи 20-30 години во одреден смер. Во поголемите општини му треба почетнички може 200, 300, 500 илјади евра за да стартува со некој капитал, да. Да. А додека руралните места се значи дека е поприфатливи, да, и самото земјиште да се купи на плаците и работите се леко поевтини. И јас во оваа прилика само би кажал, значи во изминатиот период имавме неколку контакти кои што единствена пречка или услов за неуспех ни беше пристапниот пат. Значи патната инфраструктура. Да, патната инфраструктура и сметам дека преска, мислам ви го кажав тоа, дека мислам дека сме на мапата на приоритетни регионални патни правци и се надам дека прво со самото отпочнување веќе имаме визија, идеја и знам дека и бизнис секторот му одговара на тој начин да секој ние во моментот не знам сигурно знаете, во делот на градежништвото имаме неколку граѓани кои се од Непал, од афрички земји кои доаѓаат и работат тука. Да. Значи во Македонија моментално има недостаток на работна рака, меѓутоа мора да направите конкурентна да биде примамлива за секој инвеститор. А тоа го имаме, значи од човечки ресурс имаме на располагање и сега природни ресурси, исто така? Исто така, да. Господин Ристов, ние можеме многу да збориме, сепак имаме ограничено време. Ви благодарам на вистина за оваа исцрпна дискусија која што ја направивме во подкастот Go Rural. Ви посакувам успех во се што имате замислено да го реализирате за општина Конче и се надевам дека после 10 години општина Конче можеби нема да ги имаме овие проблеми што ги разговаравме како што пристапни пат, туку ќе биде едно стварно место достојно за живење и пристојно за живење, па и пристојно за посета и да привлечува туристи. Апсолутно, ние ќе ги даваме своите максимални напори тоа да биде не за 10, за 5 години. Да се скратира. Да. Ви благодарам за можноста и на мене. Да. Благодарам. Беше задоволство. Исто и мене. Фала ви. Почитувани гледачи, кога си има идеја и визија, невозможното може да стане возможно. Руралните средини, иако сметат и многу мина мислат дека имат ограничен капацитет, сепак имат голем број на можности и потенцијали за развој и да ги задржиме луѓето во руралните средини. Затоа што, пак ќе кажеме девизата, селото го рани градот, а не градот селото. Ви благодарам што бевте во уште една епизода од подкастот Go Rural и следете не за наредните епизоди. Пријатна вечер.